А ние продолжуваме понатаму со првите наши денешни гости. На големо задоволство ги имам Мартин Милошевски, програмски менаџер за проектот на УСАИД за граѓанско учество во рамките на Националниот младински совет на Македонија. И така, здраво. И Оливер Андриевски, стипендист на проектот на УСАИД за граѓанско учество. Пред се, добре дојдовте во утринска на Телма. Добро, ве најдовме, ви благодарам за поканата. Задоволството е наше, меѓутоа станува збор за еден проект за учество на граѓанско право, ајде. Дали тоа би значило дека граѓаните треба да земат некакво учество во одредени проекти, во одредени институции, во одредено нешто, меѓутоа кој ќе ми го објасни тоа? Еве. Проектот на УСАИД за граѓанско... Да. Проектот за УСАИД за граѓанско учество е 5-годишен проект кој започна со реализација од 2016 година и ќе трае до 2021 година, односно веќе влегуваме во нашата трета година од реализација и целта на проектот е да го зајакне граѓанското општество, да се вклучи во носењето на политики, меѓутоа од друга страна голем дел од проектот е насочен кон младите, односно да ги зајакне вештините на младите и да ги мотивира да се вклучат во нашето општество, нашата заедница, да преземаат активности и чекори за да ги реализираат своите потреби, но исто така да ги помогнат на заедницата. Така да проектот е голем, меѓутоа многу голем дел од проектот е насочен кон младите. Така, младите се најважни во оваа ситуација. Кои се практично активностите кои што се случуваат во овој проект? Во рамките на проектот имаме две големи активности кои се реализираат за младите. Една од таа е годишната стипендирана програма која ќе промовираме на денеска на Телма, но исто така доделуваме и награда за младинско учество, односно им даваме можност на оние млади и младински организации кои реализирале активности кои треба да се поддржат и да се подигнат по високо ниво, да добијат награда и да унапредат својата работа. Така да оваа годишна стипендирана програма за млади е нешто што во нашата држава е, не би рекол прво, меѓутоа е нешто многу специфично поради начинот на кој возможуваме младите преку теорија во практика да ги унапредат своите вештини. Така, тоа е многу битно. Јас би го прашала и Оливер како стипендист во целата оваа програма. Пред се, какво е чувството да се биде стипендист на оваа програма, а второ, како вие и на кој начин вие делувате на истата оваа програма? Чувството да се биде дел од оваа програма е неверојатно. Пред се затоа што нуди многу можности за еден млад човек да се изгради како личност пред се, како индивидуа во самото општество и понатаму да се научи како да делува во рамки на општеството, како да ги промени работите кои што смета дека треба да се променат, како да најде група од луѓе која што се идентификува со него и да може заеднички да се работи на подобрување на целокупното општество, почнувајќи од младите и од потесното окружување. Така, свесни сме дека од младите започнува некако се, бидејќи ако кај младите ја нема свеста за и за подобро утре и за подобро општество, тогаш не сме направиле ништо. Предпоставувам дека е така. Точно. Колку и каде младите се имплементираат во овој ваш проект? Нашата годишна стипендирана програма за млади вклучува до 20 млади кои се вклучени во процес на теорија и на пракса, односно даваме можност младите да учествуваат во академија, 7-дневна академија, каде што ќе се разговара и се поттикнува лидерството и лидерските вештини на младите и потоа добиваат можност во период од 6 месеци да реализираат мал проект на тема која ги засега нив и која им е на нив блиска. Така да возможуваме дополнително да младите, односно тие оние кои ќе се вклучат во програмата, да добијат и менторска поддршка, односно поддршка од нас како проект, но и од индивидуи кои ќе им помогнат да го поминат целиот процес на учење, но и на реализација на проект. Со оглед на тоа што они самостојно реализираат проекти и не секогаш тие ги имаат вештините, меѓутоа ние како проект ги даваме располагање сите наши ресурси и даваме располагање многу алатки на оние кои се вклучат за успешно да ги реализираат своите проекти. Така, кога зборуваме за млади,
Што значи млади во случајов? Има некакви рамки во однос на години кои се може да се приклучи во проектот или како е тоа сето изорганизирано? Нашата конкретна стипендирана програма е за млади на возраст од 18 до 25 години. Односно, оние кои во моментот на аплицирање имаат 18 и 25 се подобни да влезат во другите фази на предселекција, а подоцни да бидат селектирани. Така да таа е групата во која нашата проектна компонента е фокусирана и даваме можност да се вклучат како директни реализатори на активностите, но тоа не значи дека другите возрастни групи не може да бидат дел од активностите. Значи, до сегашните имаме веќе 2 генерации на стипендисти кои во своите активности вклучуваа и возрастни, но и мали деца. Така да, директните реализатори се младите од 18 до 25, меѓутоа... Само се извинувам, ова што го гледаме, всушност е видео од... Ова е проектот на Оливер и Оливер може повеќе да каже. Оливер Иве повели да ни го подобјасниш. Вака, мојот проект се викаше Includence. Мојот проект се состоеше од неколку активности, во главном темата беше да се разбијат предрасудите за лицата со попреченост, да се поттикнат, да се представат нивните можности. И тоа се одвиваше во насока на формирање фолклорна група која што ќе се состои од лица со попреченост и без, и кои што заедно ќе работат на осмислување на одреден перформанс кој што подоцна се изведе во неколку фолклорни друштва. Една од главните цели исто така беше да се отворат вратите на фолклорните друштва за примање на членови кои што имаат одредена попреченост и кои што се способни да учествуваат во тие фолклорни друштва. Во рамки на проектот првенствено се одржа една средба на представници на фолклорни друштва со лица со попреченост кои се вклучени во изведбени уметности. Понатаму имаше 20 на проби кои што се одржаа во средното училиште Свети Наум Охридски во Капиштец во Скопје. Тоа е средна школа за рехабилитација и образование. Во школата се одржаа 20 на проби каде што се осмисли одредена точка или перформанс кој што подоцна отидовме во 3 фолклорни друштва и го изведовме заедно со предчленовите на фолклорните друштва и подоцна... Можам да замислам кое било задоволството на сите оние кои што биле инволвирани во самиот проект. Да. Што се учи, Оливер, од овие програми? Што конкретно ти научи од самата програма? Предпоставувам дека многу. Пред се човечноста е некако најважна и некако на највисоко ниво, хуманоста. Така. Првенствено се учи како да се највише се учи лидерскиот момент, значи како да се биде лидер на еден таков проект, еден таков состав. Понатаму се учи како да се однесуваме со луѓето кои што сакаме да работат заедно со нас, како да се менаџира едно такво нешто, како да се води еден цел таков процес. Се учат многу работи низ целиот тој процес, како да се работи со група, како да соработувате со други, како да најдете начин да споите повеќе сегменти од општеството. Во конкретен случај во мојот проект се поврзаа на некој начин 2 средни училишта, со тоа што едното училиште е средното музичко училиште, другото е средното училиште за рехабилитација и образование, невладини организации, значи имаше голема соработка на некој начин, успеав да направам таа соработка, да се спојат сите тие луѓе и некако да дадат поддршка на целиот тој процес и за се тоа да изгледа како што изгледа и како што заврши. Да, навистина ми е драго пред се што постојат вакви млади луѓе кои што сакаат да допринесат нели за едно подобро општество, за една подобра Македонија, за една подобра младина која што бидејќи верувам дека од младите тргнува се. Дури од оние уште помлади, од најмладите, да не речам од детска возраст, каде што им ги полниме мозочињата можеби со крајно непотребни работи, а треба да се негуваат сепак оние основни некои морални и етички однесувања од типот на што значи да се биде хуман, што значи да се биде човечен, што значи да се помага на другиот и така натаму, а УСАИД секогаш е на добар пат да го направи тоа. Ние сме свесни за потенцијалот и мотивираноста на младите тука во Македонија. Знаеме, ако толку им се дават добра поддршка и ресурси, што можат да направат. Затоа и ние како проект преку оваа стипендирана програма
продолжиме да ги мотивираме и поддржуваме младите да реализираат активности како Оливер, но исто така и како сите други 20 кои оваа година поминаа низ целата фаза и реализираа голем број на различни активности од мултикултурен диалог до вештини за вработување, до разни работилници, различни начини како да се поврзат со своите врсници, како да се поврзат со помалите од нив, но исто така и да дадат знаење до повозрастните, зошто е битно и конкретно да младите, односно тие индивидуи да делуваат на тој начин. Делуваат на тој начин, така. Мартин, рековте трае проектот до 2020 година. Кои се оние идни планови кои што допрва доаѓаат, бидејќи досега направивте многу, меѓутоа што од сега натаму? Да, како што посочив, сега ја најавуваме официјално денеска почнува повикот за новата генерација на лид стипендисти. Значи повикот ќе трае до 8 октомври и сте млади што се на 18 до 25 години може да се пријават, да станат дел од новата генерација. Каде да се пријават? Еве сите оние кои што не знаат? Со оглед тоа дека нашата целна група е 18 до 25, пријавувањето и информациите за пријавување на интернет или на вашата веб страница, предпоставувам? На веб страната на Националниот младински совет www.nms.org.mk, на нашиот Facebook профил Национален младински совет, на Facebook профилот на проектот на УСЕ за граѓанско учество, на Инстаграм, односно информации за проектот. Значи, ве има на сите социјални мрежи, добре? Да, на сите оние на мрежи каде што се најголема има фреквенција на млади ќе може да добијат информации. Има апликацијска форма која се пополнува. Во апликацијската форма се исто така се дава сугестија, односно младите треба да изберат во која проектна област би сакале. Во која насока, бидејќи имаме три проектни области, имаме вработување и вработување вештини, потоа имаме младинско учество во јавен живот, исто така имаме и социјална кохезија. Во рамки младите може да изберат различен тип на проекти, односно еден проект кој би сакале во понатамошната фаза да го реализира и од кога ќе изберат проект, ако го поминат процесот на селекција, ќе учествуваат на Лидерската академија која е од 31 октомври до 7 ноември, ќе им биде ментор кој ќе работи со нив и ќе до нас доставуваат проектни предлози и потоа од февруари до јули 2019 го реализираат својот проект со наша поддршка. Така да целата временска рамка е од октомври 2018 до јули 2019, односно значаен дел од времето би требало да одвојат за учество во оваа програма. Значи стипендијата која разговараме е во висина од $3,000. Ќе добијат $2,000 за имплементација на проект, односно во рамките на тие $2,000 може да размислат на кој начин сакаат да се здружат, да учествуваат во заедница, да ги вклучат младите. $1,000 се како нивен личен надоместок во време траење на програмата за одвоеното време и за ангажманот кој го вложуваат. Што е апсолутно супер стимуланс за да младите навистина покрај тоа што би се вклучиле самоволно, нели, плюс и би добиле некаков надомес, што е одлична варијанта. Ние го цениме времето на младите, го цениме нивниот потенцијал и да кажеме на добар начин ги поттикнуваме и ќе продолжиме ги поттикнуваме да се вклучуваат во заедницата и да прво да ги задоволуваат своите потреби, но потоа и потребите на нашето општество од различен аспект, како што Оливер ги сакаше да помогне или да иницираше да има една вклучување или кохезија на луѓето со попречено со остатокот од општеството и многу други активности кои имаат можност и да ги реализираат во проектот. Супер. Јас овде би ви кажала благодарам за учеството. Се надевам дека проектот ќе живее убаво до 2020 година, дека па и по 2020 година УСАИД ќе најде нешто ново, барем каде што би се имплементирале младите, нели и би работела еве конкретно на одредени проекти. Браво за начинот на кој што го правите тоа. Честитки се разбира од екипата на Утринска на Тилма. Ви посакуваме успехи понатаму и секако ве чекаме во наредна прилика да видиме што ново се случува. Може така? Може. Имаме многу новости во проектот и од сега па понатаму и затоа. Ќе имаме уште многу прилики за да споделиме информации. Баш да видиме оно од октомври до ноември кога рековте дека е до јули. Ќе се видиме уште еднаш сигурно конкретно на оваа тема да видиме како се имплементира сето тоа. Само уште еднаш да потсетам, рокот е до 8 октомври до 12 часот. 8 октомври за аплицирање на веб страната на Национален младински совет на Facebook. Ќе има многу можности како да се информираат и ги очекуваме апликациите на младите луѓе. Супер. Беа тоа Мартин и Оливер, се надевам дека уживавте во нивното друштво. УСАИД секогаш со одлични програми.